Матурантите годинава постигнаа просечен успех од 3,66 на државната матура во јунскиот испитен рок. Покажуваат конечните резултати што денеска ги соопштија Министерството за образование и наука и Државниот испитен центар. Просечната оценка е речиси идентична со минатогодишната. Министерката Весна Јаневска рече дека е задоволна од постигнатиот успех, имајќи предвид дека годинава за прв пат се полагаше според новата концепција со државна, стручна и уметничка матура. На 226 ученици им е поништен тестот и тие повторно ќе полагаат во августовската испитна сесија. Истата ќе започне на 12 август со полагање на странски јазик. Но 348 ученици не дојдоа на полагање, не се појавија на полагање или процентуално 2,39% од учениците беа отсутни. Просечната оценка од сите три типа на матури е 3,66, што е скоро на ниво од ланската матура, кога изнесуваше 3,69. Задоволна сум што 2 години поред се одржува овој просек за разлика од 2024 година, кога изнесуваше 3,26. Ценам дека резултатите се објективни. Училиштата, факултетите, каде што се организираа дел од тестовите, тестаторите, кои беа околу 2500 на број, околу 200 наблюдувачи и оценувачи, беа добро подготвени. Од Државниот испитен центар оценуваа дека и оваа испитна сесија поминала успешно, а постигнатите резултати се на ниво на минатогодишните. Државниот испитен центар е задоволен од постигнатите резултати во оваа испитна сесија и како што кажавме, на ниво на испити на крајот на средно образование имаме просек 3,66, што е приближно ист и да не речам ист со минатогодишниот, така што се одржува еден континуитет во тој дел. Средна оценка за државна матура имаме 3,62 во делот на мајчините јазици, успехот е 3,95, математика имаме 4,30, што значи многу добар успех и математика и мајчин јазик. Средната оценка за државна стручна матура ни е 3,91. Средната оценка за државната матура, државна матура, како што каже министерката, полагаат помал број уметничка матуранти, тоа се 127 чинам беа, значи средна оценка имаме 3,59. Од Министерството упатија благодарност до Државниот испитен центар, училиштата, тестаторите, наблюдувачите и до сите оние кои учествуваа во реализацијата на матурата. Јаневска им честиташе на учениците кои успешно го завршија средното образование и посочи дека со положената матура се стекнуваат со услов за продолжување на образованието или вклучување на пазарот на трудот.